loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori. Многу често забораваме дека позитивната енергија е една од главните двигатели за добар, успешен и позитивен живот. Замислете кога секој утро ќе кажеме добро утро некому, мислиме на позитивни работи. Бидете джентълмени, негувајте добри навики. Јас денес имам чест да разговарам со еден многу успешен и позитивен млад господин од нашата држава. Видете со македонската телевизија. Она што го кажуваат политичарите е многу важно. Но и тоа како е важно нивното облекување. Низ годините, кај нас па и во светот досега имаме видено најразлични стилови на политичари. Некои со тотални промашувања, а некои пак со впечатливи комбинации. Посебен дрес-код не е воспоставен, но по некое непишано правило, за политичарите важи класичното облекување, без претерани експериментирање. Тоа значи дека кај мажите одговара костум во неутрална боја, со вратоврска која исто така не е во впечатлива боја. Заборавете на принтани детали, шарен дезен и асиметрични отпечатоци на вратоврските. Пожелно е деталите да се издвоите со суптилни манжети на ракавите или со убаво дизајниран часовник. Дезенот на костумот треба да е еднобоен, никако со текстура и никако со мотиви. Чевлите секогаш треба да се перфектно чисти и средени и никогаш да не бидат над глуждот. Треба да се знае дека со облеката одаваме почит на институцијата, особено онаа од највисок ранг. По она што можеме да го забележиме, кај нас многу ретко од политичарите се охрабруваат да одберат похрабар и по-кежуал стил, што за разлика од другите земји во светот и не е баш така. Постојат голем број на политичари во светот кои се почитувани поради нивниот добар стил и квалитетниот избор на гардероба. За светските политичари имиџот е многу важен. Голем број на студии покажува дека добро облечен политички кандидат инспирира поголема доверба кај гласачите и поверојатно е да постигне изборен успех. Како еден од политичарите кои се издвојува со неговиот стил е Барак Обама. Обама уште од времето кога беше председател се држеше до неговиот едноставен изглед, но често на неформалните настани можевме да го видиме и во добри кежуал комбинации, кои не се толку типични за еден политичар. Сепак, сето тоа е за почит. Поранешниот инструктор за сноуборд и сегашен премиер на Канада, Джастин Трудо, денес честопати се смета за еден од најкул луѓето во политиката. Но 48 годишникот многу сериозно ја сваќа модата, што е навистина за почит. Од костум па се до кежуал комбинации. Трудо е познат по неговите опуштени парчиња кои го одвојуваат од останатите. Но најпрепознатлив е изборот на неговите шарени чорапи. Тој не само што ја разбира важноста на квалитетниот костум, тој ја совладал и уметноста за забавни чорапи. Како и повеќето мажи на оваа листа, францускиот председател Емануел Макрон се залага за добро скроен морнарско син костум, кој често го спарува со мокна вратоврска. Знаете колку се важни деталите и колку тие никогаш може да пренесат мокна порака. Председателот на Франција секогаш е во едноставен костум, дури кога присуствува на политички настани од висок профил. Класиката секогаш победува. Албанскиот премиер Еди Рама има малку поинаков стил од останатите премиери и политичари во светот. Тој последнава година изненадува со својот стил, кој стана познат навсекаде низ светот. Дали стилот му е добар пиар потек или навистина така се чувствува, оставаме вие самите да процените. Најлесниот начин да се отвори затворена врата е со добрина и почит. Негувајте добри навики. Секој човек си има свој стил на облекување. Како што често говорам, облеката е начин да се изразиш без да проговориш. Стилот на облекување те дефинира во сите сфери. Поготово во политиката мораш секогаш да изгледаш безпрекорно. Денес имам чест да разговарам со еден млад, успешен лидер во својата професија, човек кој што е роден на еден од најубавите денови заедно со лидерот Наполеон Бонапарта и заедно со мене. Родени сме двајцата на 29 јули и чест ми е да ви го представам Тимчо Муцунски. Здраво. Драго ми е што дојде повели. Благодарам за Кафенцето ти го покана. нарачав како што се договоривме. Одлично. Да. Тимчо, како си? Одлично. Малку топло во Скопје, ама убава атмосфера тука. Да, морам да ти го пофалам стилот, летен стил на облекување.
затоа што ако не се трудиме да се облекуваме лесно, ќе попаѓаме како круши, што би рекол јас. Благодарам. Мислам и природата на мојата професија секогаш ми дозволувала да имам флексибилност во начинот на облекувањето, така да тоа го практикувам и сега во овој период од годината. Случајно, гуглајките пред неколку дена, видов дека сме родени на исти ден и баш ми е мило што е тоа така. Исти ден, иста година. И Наполеон Бонапарт е роден со нас, значи ги имаме тие предности на лидери во нас. Сакам да те прашам, од каде желбата да влезеш во политика? Ова не е политичка емисија, така да искрено Воопшто не е. ќе се обидам да не вмешам многу политика и во разговорот кој што ќе го имаме, но Македонија е држава каква што е. Би рекол со погазено национално достоинство, со многу сиромаштија, со огромно загадување на животната средина и секој млад човек кој што не е мотивиран да ги промени работите, би рекол е неискрен ако каже дека не е мотивиран да направи нешто подобро. Така да јас ја гледам мојата лична мотивација да бидеме генерација која што ќе донесе позитивни промени, кој што ќе донесе еден оптимизам, да не бидеме генерација на луѓе вклучени во политиката кои што ќе даваат лажни ветувања, кои што своите настапи ќе ги базираат на дневна политика, на преголема агресија на лична основа, туку да зборуваме за политики. Зашто можеме да направиме, да го вратиме достоинството на македонецот, што можеме да направиме да отвориме повеќе работни места, како да се справиме со ова енормно загадување кое што го имаме околу нас, како неколку од клучните теми со кои што треба да се соочиме како општество. Така да тука јас лично сум мотивиран да направиме нешто повеќе и искрено ви кажам се водам од една максима: сакам јас да променам политиката, а не политиката мене да ме промени. Ето е навистина добро. Тоа е точна максима и се надевам дека ќе успееш во тоа и ќе останеш доследен во целото тоа што го правиш. Млад си, джентлмен си пред се и сакам да те прашам што мислиш зошто во политиката од никогаш немало, а се надевам ни за скоро нема толку да има многу джентлмени. Што мислиш што е тоа што ги прави джентлмените да се изгубат кога ќе влезат во политика? Не би рекол дека ги нема. Мислам дека надвор од нашите граници многу ги има. Кај нас има еден општ проблем што квалитетни луѓе бегаат од политика. Не е дека нема квалитетни луѓе во политиката, познавам многу, но има многу луѓе со искуство, знаење, експертиза кои што сум сигурен дека би можеле многу да дадат во политиката, да дадат во придонес на развој на Македонија, на развој на сите овие политички аспекти каде што недостасуваме за кои што зборав, но мислам, земајќи во предвид колку е трула политичката средина во кој што функционираме, самото тоа им ствара некоја одбивност кон активно вклучување. Затоа на некој начин мораме да помогнеме да се смени таа средина во кој што функционираме, да внесеме многу повеќе позитивна енергија, да внесеме вистинска дебата и на таков начин да привлечеме ваков профил на луѓе за кои што вие зборувате, да ни се приклучат и заедно да создаваме промени. Освен политиката, ти си и професор. Да, доцент сум на правниот факултет во Скопје. По? Римско право. Римско право. Да. Одлично, тоа е доста за почит. Сега да те прашам, колку треба да изгледа еден политичар дотеран и облечен, дали има код на облекување, каде што одите, дали секој ден треба кога одите во, да кажем, во собрание да бидете облечени во влада и така натаму. Кога почнав јас зборав за флексибилноста на мојата професија и дека ми дозволува малку поголема либералност и тука мислев пред се универзитетската работа. А во политиката не е баш така. Во политиката имате моменти кога имате флексибилност, но има и многу протоколарни уврски, официјални средби, средби кои што вклучуваат средби со представници на странски држави, присуство некојаш на приеми на странски амбасади и така натаму. И тука има и официјален дрес-код, некојаш до тој степен да истиот е наведен и во поканата која што ја добивате, така да секој ден во политиката имате можеби и различни обврски во делот на облекувањето. Секојдневните мои активности во собранието ми даваат слобода сам да одлучам како ќе се облечам, но за мене и начинот на облекување и почит кон институциите, почит кон граѓаните. И во вакви топли денови веројатно најголема желба сите ние да сме надвор на маички на кратки ракати. Но не може тоа да си го дозволиш во институциите.
начинот на облекување, ќе повториме, е олицетворение на вашата почит и кон граѓаните, и кон местото каде што се присутни, така да во политиката би рекол е малку променлива категорија. А за кај нас конкретно во собрание, има ли дрес-код како треба да се отиде? Нема специфичен дрес-код. Веројатно собранието има некој општ протокол, на некои општи правила за вработените во собранието, но ќе ви кажам, пратениците немаат некое правило по кое што можат да се движат. Не може некој да спречи пратеник било како облечен да влезе во собранието и извршува својата функција, но ќе видите дека генерално сите колеги се во сакоа, да речеме. не се сите во сакоа. Има и колеги кои што практикуваат само по кошула. Добро, да во ред дојдат. сакав тоа да кажам, кошула. Но има некој основен дрес-код чевли и и така натаму, начин да. на облекување. Да. Добро, сепак мора да се почитува тоа, нели? Така, така. Како што јас секогаш викам во театар не треба да се влезе со кратки панталончиња. да. Но ете, и тоа е еден дел од нашата едукација која што ја правиме. Што без кои 5 работи не го напушташ денот? Зборувам за аксесуари, часовник, научари, сако. Мислам дека имаме среќа да живееме во држава во која што има доста сонце. Да. Враќајќи се од Брисел претходнава недела, тоа е една од работите кои што им фали на пример во Белгија, преубав град, преубава средина, ама немаат сонце како што ние имаме. Така да дефинитивно наочари за сонце, часовник, ова е навистина тешко, аксесуари. Не практикувам многу аксесуари, мислам дека наочарите за сонце и часовникот ми се основните две работи кои што ги користам, и другото е веројатно променлива категорија од ден на ден. Како човек се чувства. Јас во принцип не сум љубител на тоа да носам одел. Многу покомотно се чувствувам во еден ваков начин на облекување, по-кежуал ако може тоа да се каже, но кога носите одело, тогаш произлегуваат и други дополнителни аксесуари кои што се поврзани со него. Така да од ден за ден зависи тоа прашање. Сакаш ли да пиеш кафе? Да, сакам да пием кафе. И тоа е веројатно едно од тие социокултурни аспекти на живењето во Македонија. Да, баш така. Седиш на кафе, добар разговор, со пријатели да се видиш, некојаш и најдобрите договори и во политиката и во науката се случуваат на кафе. Да. Сите Така договори се случуваат на кафе, во на принцип. кафе, да. Така да дефинитивно мислам дека тоа е еден од поубавите делови од денот, 1-2 кафиња со соработници, со пријатели, со членови на семејството, дел од нашето секојдневно живење како македонци, би рекол. И во регионот е тоа некако еден поширок дел од нашата култура, нешто што недостасува во некои од западните земји. Нема таму такви навики и тоа е за мене едно од поголемите убавини кои што ги имаме во нашето општество. Да, кај нас се пие кафе. Да. Кога дошол некој, не знам од која држава бил, викал се е супер во Скопје или во Македонија, мислам дека во Скопје се случувал. Да. Само едно прашање имам, кога работат луѓето? И реално така кај нас нонстоп се полни кафичите, поготово во топлите денови. Полни се, но пак ќе кажеме, не е тоа секојаш за критика. Знаете како, работењето во канцелариската средина не значи дека вие секојаш ќе бидете ефикасен ако Така е. сте 8 сати во канцеларија. Има сега дури некои студии кои кажуваат на тоа дека кратењето на работната недела носи поголема ефикасност. Дефинитивно. Така да, од таа гледна точка, ако се користи кафето ефикасно и во интерес на работата, на продуктивноста, нема зошто да бидеме против него. Да, но една слика вака која ќе ми текне се пие кафе, нели, па ќе помине некој, па почнуваат тука одма режиските судења во смисла сега овој како е облечен, што е облечен и така натаму. Сакам да го надоврзам со следно, дали сметаш дека македонските мажи се љубоморни едни на други? Ако видиш кај некого добра стилно облекување, ако видиш добри манири, ако видиш човек од кој што треба да научиш нешто, а го сметаш за подобар од себе си, не треба да си љубоморен, туку тоа треба да ти служи како пример. Така да, јас би рекол, не сум сигурен, веројатно тоа е специфична појава, секој поединечно, но мислам дека многу повеќе треба да практикуваме како луѓе, како општество, а да не бидеме завидливи кон тие што се успешни, тие кои што со чесна работа, со труд постигнале многу, и тие да ни служат како пример. И треба да ги пофалиме нели луѓето кои што да. има добри марамчиња, како што ти во моментов го имаш тоа. Благодарам. И навистина е за почит. Сега да те прашам, дали мислиш дека македонските политичари се поддржуваат едни со други? Дефинитивно не. Ние имаме страшно висок степен на меѓусебна поларизација. И таа се гледа и граѓаните ја гледаат од најмалите до најголемите прашања. Треба да почнеме да практикуваме една култура на соработа. Така. Една култура на меѓусебна почит, една култура на меѓусебно разбирање. Така да треба да работиме на тоа поле.
И тоа е веројатно една од врските кои што ние ги имаме како млади луѓе да дадеме исто проактивен инпут. Пошто доаѓам нели од театар и муабетот е кога работат други колеги на сцена, нема принцип кај нас, знаеш, ако работиш ти на сцена, сега јас ќе одам ќе пијам кафе, не. Работата што би сакали во политиката да се случува за нели сите сме заедно за граѓаните и да ја оправиме оваа држава, кога би функционирале заедно и опозицијата. Зошто го надоврзувам ова со театар? Затоа што кога работи на сцена некој, кога колегите други што не се во сцената, седат во сала и гледаат и после тоа кажуваат, знаеш, вака треба, вака, не треба вака, добар беше таму, не беше добар. Знаеш, кога функционираат така и тоа е супер. Но и кај нас често не се случува тоа затоа што има еден завист, една љубомора се појавува. Така да, некако истото го гледам со позиција и опозиција. Кога би функционирале заедно сите политички партии, оваа држава би цветала и мислам секоја друга држава би цветала, но кај нас тоа не е принцип, како што го кажа и ти. Се надевам дека сите работиме оваа земја да биде многу попристојно место за живење. И ако тргнеме само од таа основна цел за економска благосостојба, за подобро образование, за подобро функционирање на областа на културата, која што е многу значајна за нашето секојдневно функционирање. Знаете, уморен си, доаѓаш од работа, секојдневни проблеми има секој во своето работно место. Колку е убаво чувството кога ќе доеш во театар комедија. Точно. Зборувавме за тие златни денови на театар комедија од пред неколку години кога беше преполн. Театарот имавте феноменални представи на кои што јас заедно со мојата супруга, тоаш ми беше девојка, често сме доаѓале. И тоа ти е еден идеален излез од секојдневните проблеми кои што ги имаш. И затоа мораме да работиме на промоција на таков вредносен систем во општеството. Ние како политичари не треба да создаваме лажни очекувања кај граѓаните дека утре Македонија ќе ја направиме Германија. Тоа е процес. Да. Но барем да вложиме напор Македонија за неколку години да стане Португалија. Да речеме. И потоа ќе се движиме напред step, кон да. достигнување на тој стандард. А за жал, и затоа мислам и граѓаните се доста разочарени од политичари, доста се разочарени од тој еден политички естаблишмент и некојаш ги привлекуваат популистички движења, лажни ветувања, бидејќи до сега тоа што го добивале од естаблишментот не било реализирано. И тука ние како млади луѓе мораме да покажеме дека и во политиката има луѓе кои што знаат и можат поинаку. И со еден збор джентлмени во политиката. Временце останува идеално, мислам дека ќе треба да се преместиме да се напиеме по една чаша винце. Договорен. А јас овој муавет ќе го заокружам со тоа што ќе кажам еден дискутабилен джентлмен кој што се вика Адолф Хитлер секогаш кажуваше: ако сакаш да разоружиш еден народ, прво скрати му ја културата. Секоја успешна личност прави разлика во нивното однесување и размислување, да се истакнат и издигнат од останатите. Во продолжение ќе ви представиме неколку дневни навики на успешните луѓе. Успешните луѓе однапред го планираат утрешниот ден. Оваа навика е многу важна. Најчесто се будиме и не знаеме што попоро да направиме. Забораваме што сме се договориле и што си имаме обврски во текот на денот. Затоа планирајте си го денот однапред. Така нема да заборавите ништо. Запишувајте си во тефтер, на таблет или телефон. Ќе видите промена уште веднаш. Тие во текот на денот одвојуваат барем 30 минути од своето време да го посветат за да прочитаат некоја успешна книга. Тоа во пракса се има покажано како навистина најдобар избор и многу важен за напредок во кариерата. Успешните луѓе водат грижа за своето здравје. Тоа е важно, ако не и најважно. Тие се хранат здраво, живеат здраво и негуваат здрави навики. Многу од нив посветуваат време на вежбање и на различни спортски активности. Многу е важно да не се споредувате со останатите. Резултатите од истражувањата покажале дека само несреќните луѓе се споредуваат со другите. Секој работи со едно темпо и сите сме различни. И нема поента да се споредуваме со некого, бидејќи тоа е навистина контрапродуктивно. Животот е краток, но и хаотичен, и секогаш се трудиме да ја планираме иднината и да се грижиме што не чека. Успешните луѓе живеат за моментот, за денеска. Се што е вистински и реално е моментот сега. Го живеат секој ден како да е последен. Здравје. Здравје. Сакам да те прашам,
Што за тебе представува поимот джентлмен? Она стандардното наше прашање и ме интересира твоето видување. Почит. Да ги почитуваш најблиските, да почитуваш средината во која што работиш, функционираш секојдневно. Почитта се изразува на различни начини. Тоа е стилот на изразување, јас би рекол. Покрај римско право придавам и риторика на правниот факултет и тоа е од големо значење. Значи да не ги навредувате тие околу вас аргументите, да ги изнесувате на таков начин што колку и да не се согласувате, да имате почит кон туѓиот аргумент. Да. Почитта се изразува, како што спомнавме и претходно, начинот на облекување, дрес-кодот е исто така некоја форма на почит кон другите. Така да, ако би можел во еден збор да го сублимирам тоа, се биде джентлмен е да почитуваш средината во која што функционираш и да ги почитуваш тие околу тебе, колку и некојаш да не се согласувате или да имате различен став. Мислам дека до сега никој не ми го дал овој одговор, вака срочен и е навистина интересно гледиште, морам да признам. А ти како Тимчо зборувам сега, во која улога повеќе уживаш? Во улога на политичар или во улога на професор? И на тоа е тешко да се даде одговор, бидејќи се многу различни. Да. Значи, науката е прекрасна професија и тоа е веројатно една од најголемите предности што јас лично ги чувствувам во политиката, а тоа е дека политиката за мене не е професија. За мене професија е работата на универзитетот, работата со студентите, но и научно-истражувачката работа. Подготовка на трудови, учество на меѓународни конференции. И затоа сметам дека треба да бараме што повеќе профил на луѓе професионалци кои што ќе доаѓаат во политиката. Да носиш некое претходно искуство, да носиш некое претходно знаење, но и да си свесен дека моментот кога ќе заврши политичката кариера, работата во политиката, ти имаш работно место, имаш каде да се вратиш. Точно. Еден постар професор еднаш ми даде еден многу добар совет, исто така поранешен наш политичар ми вели: ние во науката, на универзитетската работа сме зелени дрва, а биди свесен дека во политиката сите се листопадни дрва. Многу точно кажано. Така да секогаш треба да си свесен, јас велам и тие канцеларии кои што ги добиваме дали во собрание, во било која друга институција, ние сме гостите. Утре ќе дојде некој друг кој што ќе те замени и дај Боже да биде подобар од тебе. Да. Дај Боже да даде и поголем придонес од тебе. И затоа каде се чувствувам покомотен да се вратам на прашањето, веројатно искрено сега низ призма на одговорот, веројатно поголемиот комодитет е на универзитетот со студентите, со научно-истражувачката работа, но истовремено сум многу мотивиран во политиката да ги промениме работите во Македонија, да покажеме, пак ќе кажам, дека со почит и со разбирање може Македонија да биде многу поинаква држава. Кои се за тебе вистинските вредности во животот? Човек прво треба да биде искрен. Да не сождава кај другите лажни очекувања, лажна надеж, и очекувањата кои што ќе ги создаде да бидат врз основа, јас често би рекол, на тоа што кога ќе ветиш нешто, јас најчесто ветувам тоа што јас лично сум сигурен дека можам да го остварам. А кај нас често се случува да даваме ветувања кои што зависат од други. Затоа треба да бидеме внимателни во ветувањата кои што ќе ги даваме на блиските, и тоа е по мене автентична искреност. Колку мислиш дека кај нас тука е апропо тој муавет се негуваат европските вредности, дојдени се европските вредности, ги почитуваме ли, ако ги има, нели? Имаме одредени недостатоци, но јас тука не ги обвинувам никако граѓаните во делот на тој вредносен систем, бидејќи вредносниот систем мора да почне од горе па да оди надолу. И луѓето кои што секојдневно се на телевизија, за жал, нашите медиуми, и тука не ги обвинувам нив, тоа пазарот го бара, за жал нашите медиуми се обременети со политика. И на некој начин политичарите, луѓето кои што се активни учесници во политиката, се пример за европско однесување, односно неевропско однесување. Така да, тука теретот е кај нас, да покажеме што значи европска вредност, што значи европска вредност низ призма на диалог, низ призма на реторика, низ призма на почит кон институциите на системот, и ако граѓаните видат дека нивните избраници, тие што раководат со институциите, ги почитуваат институциите на системот, се честни, се работливи,
се трудат и работат во нивниот интерес, тие ќе бидат примерот и тој таа практика на таков европски начин на однесување ќе се пренесе и таму каде што можеби во овој момент недостасува. Да. Патувајќи често, сега лично Тимчо го прашувам, која ти е омилена дестинација? Каде најубаво се чувствуваш кога патуваш? За надвор од Македонија, Да. Најубави градови по мене се е тесна битка помеѓу Виена и Рим. Те се, иако многу различни градови, имаат своја убавина, а веројатно човек кога има прилика да патува, колку ја сака некоја дестинација е често врзано со одредени спомени кои што ги има на таа дестинација. Така да за мене Виена и Рим се можеби најубавите градови во на кои што сум патувал, но дефинитивно исто така Брисел има свое значење и е исто така убав град, така да веројатно ќе треба да набројувам повеќе градови, но ако издвоам два би рекол Виена и Рим. Сакаш да патуваш? Сакам да патувам, но во последно време патувањето често ми е врзано со службени обврски. Немам прилика, не сум имал прилика и можеби и корона кризата го предизвика еден таков ефект да приватните патувања ни се доста ограничени. И кога патуваш службено, најчесто немаш прилика многу да уживаш во градот, но сепак сакам дури и кога патуваш службено, има една убавина во тоа што можеш да направиш да промовираш нешто што е твое национално, да промовираш Македонија надвор. Да, како не, а при тоа и да примеш доста нови искуства, нели? Така е, дефинитивно. Како се опушташ на крајот на денот? Многу обврски, многу си доаѓаш дома и што правиш прво? Како се опушташ? Во работата во политиката нема стандарден распоред и најчесто денот трае многу долго. Најчесто се опуштањето е со сопругата, со синот во една домашна атмосфера која што вклучува многу хаос со играчки по дома. Netflix е дел од еден тој хаотичен аранжман кој што ви има, но тоа има една прекрасна убавина како завршеток на денот. Така да различни играчки во комбинација со Netflix. Синот е мал, 3 години, така да он е сега во една фаза од неговиот живот каде што мисли дека се е возможно. Да. И тоа бара големо внимание како родител, но овие се веројатно едни незаборавни моменти кои што се обидуваме заедно со сопругата за мајка пред колку и двајцата сме професионално ангажирани да остави тоа еден трак и еден белег, така да некоја меморија се обидуваме да создадеме од сите овие моменти. А како го почнуваш денот? Без кои 3 работи не го почнеш денот? Не излегуваш од дома, да речем? Го почнуваме денот, будење, заедно со семејството, брз доручек кој што заедно со сопругата го подготвуваме, бидејќи обврските на двајцата ни почнуваат доста рано и потоа јас сум одговорен за транзитот. Во овој момент од голема помош се моите родители, кои што мојата мајка го чува нашиот син, така да јас сум одговорен за транзитот од кај нас до мајка ми, здравје Боже, од септември почнуваме со градинка, веројатно ти тоа ќе бидам одговорен за транзитот, така да тоа се утринските обврски и потоа почнува една таа агенда кој што е постојано звонење на телефон, многу состаноци, активности со луѓе, многу комуникација. И тоа не е лесно, но не се жала. Голем е товарот, но млади сме, имаме енергија, имаме ентузијазам, така да подготвени сме да понесеме што бара општеството од нас. Колку сметаш дека градењето на джентлменската титула, освојувањето на джентлменската титула, колку сметаш дека кон тој пат важен е столбот семејство? Многу е важно. Многу е важна поддршката и разбирањето кој што го имаш од дома. И тоа не би рекол само дефинитивно најтесното семејство е прв план и тука мислам лично поддршката кој што веќе со години ја добивам од мојата сопруга. Несвесната поддршка која што ми ја даде мојот син, он сега не разбира, но јас не сум дома голем дел од времето и тоа веројатно
создава некој дефицит кој што се обидуваш како родител да го надоместиш, и исто така и поддршката од поширокото семејство. И тоа ќе кажам, тоа што моите родители и покрај нивните професионални обврски се тука да ни помогнат и со своето искуство, дефинитивно и со своето време, сето тоа е од огромно значење. Тоа разбирање е некојаш релативна категорија, некојаш ќе ти се најдитат со право, целосно, но таа динамика е многу значајна за секој успех кој што го имаш понатаму, бидејќи и најголемиот успех да го имаш, и најмногу да направиш, и најмногу да создадеш. Ако на крајот од денот ја немаш таа семена атмосфера, таа семена динамика, ништо во животот не се успеа. Јас секогаш кажувам, со сите гости го правам тоа, кога си легнуваш навечер треба сите титули на страна да ги оставиш и личноста да си легне да одмара. Титулата е многу абстрактна категорија, како што зборевме за тоа. И минлива и менлива. Листопадна. Да. Но оној стабилен корен кој што го имаш во животот дефинитивно ти е семејството. Некогаш заради големиот број на обврски дури ти е криво кога не си таму за некои моменти, но сметаш дека сето тоа го правиш за некоја повисока цел. Да. Често знам да кажам, јас и моето семејство немаме двојно државенство. Ние сме македонци од Македонија и мојот син, јас сакам некој ден да живее во Македонија. Но сакам да создадам, да помогнам да се создадат услови во Македонија каде што сите ќе можат да живеат во развиена држава, во држава која што развојот на кариерата, развојот на секојдневните активности не е зависен од политиката, туку политиката е таа која што ги стимулира тие да функционираат на еден правилен начин. Тоа е оптимистичко размислување и се надевам дека тоа ќе се оствари за нашите деца и идните генерации кои што доаѓаат тука. За крај би сакал да те прашам што е она што тебе те води како личност во животот? Ова е многу тешко прашање и интимно прашање на некој начин. Дефинитивно интимно во секој случај. Од една гледна точка тоа е моето семејство. Тие се тие кои што ми даваат стимул секој ден да бидам и подобар и поуспешен, знаејќи дека сето тоа на крајот го правам и за нив. И за ние да бидеме среќни и заедно со сите други наши граѓани да живееме во една среќна и успешна држава. Но истовремено тука е битна и личната сатисфакција. Сам да си задоволен на крајот од денот, дека по завршениот ден, по завршениот месец, по завршената година, сум направил нешто опипливо. Јас не сакам абстрактно битување. Јас сакам да знам дека кога ќе заврши оваа година од мојот мандат како пратеник, сум предложил 10 амандмани кои што биле успешни, кои што промениле нешто во животот на некој наш сограѓанин. Дали е тоа некоја ранлива категорија, дали е тоа некоја приватна компанија која што е обременета од некој непотребен данок, од некоја непотребна административна бариера. Јас сакам, мојата водилка е да создаваме опипливи промени во општеството. Тука е тој баланс на тоа што е моја водилка. Од една страна моето лично и семејството, но од друга страна и јас како човек, како личност, колку сум задоволен на крајот од што сум постигнал. Така и во науката. Од гледна точка на научно-истражувачката работа, дали си објавил квалитетен учебник, дали си подготвил труд објавен во добро списание. Опипливото. Тоа е тоа што мене ме води. Кога зборувавме околу ветувањата, сакам да го цитирам Алан Форд, кои што се гениални стрипови. Тие викаат, ние ништо не ветуваме и тоа го исполнуваме. Така да многу луѓе кај нас се водат од тоа, знаеш. За жал и се враќаме на тоа што ти го кажеш, зашто луѓето се разочарани од политиката, да. Бидејќи тоа си има претворено низ годините кај некај сите, има и исклучоци, значи многу е лошо кога генерализираш. Имало и кај нас луѓе кои што во политиката дале многу, биле чесни, биле работливи и биле успешни, но за жал тие си имаат покажано како исклучокот од правилото. Ајде да ги свртиме работите и да биде оправдано. Успешните луѓето кои што искрено и честно создаваат реформа, да бидат правилото, а не исклучокот. Дека сме родени на исти ден, ќе се видиме на 29-ти. Договорено, кафе, пијачка правиме на 29 јули заедно со оваа одлична екипа која што имате продукцијска тука, која што е со нас во оваа ужасно топла атмосфера во Скопје. Ќе се видиме. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Што и да правите во животот, не заборавајте, пред се најважно е да се биде човек.
Бидете луѓе, живеете за љубов, од љубов и со многу љубов. Бидете со нас на македонската телевизија.